Го име нашиот прв соговорник, да, Јосиф, така што еве мало интро интермецо за предпочетокот на разговорот. Всушност, некако да се доближиме до неговата успешна приказна. Прашајте го Јосиф или Еск Јосиф. Пријатели, здраво и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на одлична тема и прашање начнато од Маринела, Инстаграм пријателка, така да за да не губиме време и да дадам повеќе време за одговорот, да го погледнеме, па ќе се вратам назад за да ви го кажам моето мислење. Маринела, многу работи би можеле да бидат проблем. Прва и основна работа зошто го имаш тоа чувство на некаква подуеност и создавање гасови е едната причина може да бидат, како што кажа, јаглехидратите, али оние јаглехидрати кои што спаѓаат под растителни влакна. Значи, растителните влакна знаат кај некои луѓе да не се обработуваат баш најдобро поради одредени причини и да создаваат такво некое лошо чувство, подуеност, гасови и слично. Затоа, прво нешто што јас би те советувал не е начинот на подготовка, макар што, знаеш што можеш да направиш? Да пробаш да овесните снегулки ти постојат во вода, па може би уште од вечер, затоа што растителните влакна имаш два типа. Имаш растителни влакна растворливи во вода, растителни влакна нерастворливи во вода, и за овие растворливи... Еде така, и тоа е убаво така некако едукативно да се слушаат секогаш неговите совети. Веројатно тоа многумина од нас го прават токму на неговиот Инстаграм профил, каде што има и доста следбеници Јосиф, меѓутоа ќе кажеме дека ова е веројатно новитети во нашето утринско шоу, така што наскоро веројатно и ќе го збогатиме тимот со неговиот лик и прекрасна енергија. Тараба и Еск Јосиф ќе треба добро да го запаметите ако сакате да поставите некое прашање, за тоа истото директно да стигне до Јосиф, ќе треба да го направите тоа што ви го зборуваме, но ајде денеска малку подетално заедно со Јосиф ова утро ќе раскажеме за што станува збор. Јосиф, се радуваме на дружењето наскоро со тебе. И јас се радувам и фала ви што сум прв соговорник, се надевам нема да нарушам енергијава ваша добра идеја. Апсолутно. Ние вчера и со нашиот уредник Сашко секако ќе го поздравиме. Тој вели, момци, девојки, Јосиф така добро ќе се поклопи бидејќи енергетски тука сте, така што на иста фреквенција сме со добри размислувања. Тројца да ја водиме може од Тројца може да ја водиме. Ова е веќе 300 и која епизода спомена? 365. Ова е 325-та. Да, али денеска ќе излезе 340. Што значи тоа, Јосиф, секој ден по една или... Да, секој ден по една, и тоа темпо ми го воспостави практично една продукција од Велеска што ги снимав овие видеа. Јас почнав пред се со една неделно, ги снимав со селфи стик, Galaxy S4 и звук као канализација. Познатите. Да. И целта ми беше првично затоа што работам со луѓе и целта ми беше на клиентите да им помогнем и себе си да си го заштитам времето, да не одговарам 10 пати на едно исто прашање. Реков ја ќе почнам да правам видеа и ќе создадам заедница на луѓе кои што ќе си најдат одговор за тоа што нив ги интересира. И почна за моите клиенти, почна тоа да го конзумираат луѓе кои што не ги познавав. Почна заедницата да се зголемува, го препознаа тоа дечките во К1 од Велес, регионална телевизија, ми понудија да ги правам содржините таму со темпо на еднаш дневно да излегуваат видеа и така. Добро, ова е сериозно голем тренд веќе ширум светот. Драго ми е што се појави како можеби лидер во овој. Ја не измислив топла вода. Да, меѓутоа кај нас, да речеме, веројатно ти си некаков иницијатор за да се искористи на убав начин. Генерално вака од луѓето колку те познаваат, колку се тие подготвени например да го постават своето прашање јавно, бидејќи сепак е социјален медиум во прашање. Искрено јавно многу не поставуваат, значи да го користат конкретно хаштагот и да ги поставуваат своите прашања не е на ниво на кое што би сакал да биде, али претпоставувам тоа е поради можеби некој страф за да, нели, зошто да ми го знае секој проблемот, али како и да е, веќе последниве 3-4 месеци, значи имам сериозна интеракција со публиката. Речиси, мислам, порано измислував теми што ќе зборувам на епизодите. Сега дури имам епизоди кај што морам по 2 прашања наеднаш да одговарам затоа што не ми
не ми Јосиф, време. од каде до каде одат границите во однос на темите? Еве сега луѓето ќе дознаат за тебе, ќе дознаат за Јосиф, ќе дознаат за хаштагот и начинот на кој што може да постават прашања, меѓутоа да ги разграничиме нештата, дека не можеш да дадеш одговор на се. Во кој контекст се движат проблематиките кои што првично јас не сум медицинско лице и не можам да давам совети, да третирам одредени медицински појави, здравствени појави и така натаму. И она што јас можам да им го дадам на луѓето е пред се можеби инспирација и причина зошто да почнат или зошто да издржат во процесот, ако може би имаат некаква цел и се одлучиле да направат некаква промена, затоа што и мојата приказна почнува како софтверски инженер кој што имаше 105 килограми и му беше преку глава тоа да има нула енергија пред 7 години. И веројатно тоа беше Колку килограми? 105 килограми. Тоа веројатно беше кај тебе делуваше негодување имаше, се справуваше веројатно со проблематиките со килограмите и реши да пресечеш. Да, не толку со килограмите, колку со чувството. Што е, значи 95% од луѓето имаат хроничен проблем со енергија. Се уморни. Значи зборувам, стануваат после 8 часа спиење и се уморни, имаат попладневни кризи за преспивање, падови на концентрација и енергија и у случаеви како што и јас живеев порано, пиев 6-7 кафења, го прифаќаме тоа како нормално, како да е составен дел од животот, како секојдневие и не сме свесни дека уствари страдаме со енергија. Мислиме дека еден работен ден треба да те убие. А не сме во дефицит од сон во случајот. Значи дека храната има Па секој од нас пие барем 6 часа. Ако ништо друго, барем 6 часа се речи си доволни за да... Да, и мене ми дојде преку глава од тоа, затоа што на 23 години јас да се чувствувам така, си реков, ова мора да престане. Знаеш што е убавото во случајот кај тебе, бидејќи го искористи на убав начин социјалниот медиум, денес за жал се злоупотребува на било каков начин? Да, и многу има лош публицитет социјалните медиуми, затоа што знаеш повеќето од луѓето као ни го зимаат времето, гледај што се случува, значи не е така. Јас како секој медиум сметам дека или го користиш или те користи. Сега работата е дали ќе го искористиш социјалниот медиум или ќе те користи за да ти го троши времето на туги животи, на казала на омраза, на плукање и така натаму. И политиките, да не ги заставиме кои што се некако секојдневие. И на овој начин, да, допираш до младата публика. Јас верувам дека телевизијата денеска и радиото имаат своја магија и допираат до одредена популација, меѓутоа драго нешто утринското шоу, например, веќе го гледаат и доста млади луѓе, меѓутоа ти на твој начин допираш до таа млада публика. Да. Па генерално види на YouTube, на Instagram се публика која што знаеш, ја по моје мислам дека у Македонија максимум 40 години. Над 40 години сметам дека Instagram и YouTube не се. Facebook окей, има и публика која што е повозрасна, така да сам на сите канали сум присутен и допирам предпоставувам. Од секаде доаѓаат прашањата. Кои се најчестите прашања вака на кои што или најчестите теми на кои што даваш образложение? Па најчестите теми знаеш кои се? Луѓето најчесто очекуваат дека едно нешто од типот еден производ, 3 вежби и не знам, некоја тајна бараат која што ќе им ги реши проблемите. Јас секогаш го туркам континуитетот на правење на одредени навики, затоа што никој од нас ниту расипал здравје затоа што изел парче, не знам, погрешна храна, ниту затоа што не пил терапија, ниту човек се здебелил затоа што изел едно парче торта, туку сите проблеми доаѓаат поради континуитет на лоши навики и се решаваат со континуитет на добри навики, а не со стратегија за 2 недели или апче или производ кој што тебе ќе ти го направи ќе ти направи магија и ќе ти реши се. Се служувам апсолутно. Убаво е тоа што например секогаш ги даваш појаснување како да се започне ручекот од вечерата, балансот помеѓу јаглени хидрати, протеини и така натаму. И не е таму проблемот најголем, затоа што секој од луѓето знае, кој ќе оди у маркет, знае што е здраво, што не е здраво. Мислам да не се лажеме, не сме гладни, се сакаме да купиме. Работата е што се случува кога ќе дое моментот за да ја го применам тоа. Зошто не го применувам, зошто барам изговори, зошто се откажувам, каде ми клизнува карактерот и такви некои ствари. Добре, тука е мојот, како е да кажам, мојата специјалност, да знам да го дигнам човек и да му помогнам да се одржи во тие добри навики. А на крај на денот ја не можам да му одам на некој дома и ај се ова изеди го, ај у 2 граф сега ќе јадеш, значи тоа е
Ќе се сложиш дека не би требало да го казнуваме нашето тело, типот никогаш да не пробаме благо, тоа не е строго забрано, така натаму. Ја прв би се откажал ако Да, така. значи треба само да има еден добар баланс, континуитет, што велиш и на самите здрави навики кои што треба да ги имаме. Особено што Македонија припаѓа во онаа категорија на едно најгојазните земји во Европа. Мислам дека овие совети тоа како ќе бидат и прифатени од утринската публика. 100%. Ова? Да, јас Еве го хаштагот. Тоа си црткав додека зборуваше Јосиф. Ова е нешто што треба да го запомните, не сам се сега и се па гледа. добро се гледа. Да, Еск Јосиф, значи со тараба или хаштаг познато помеѓу луѓето Сега може кои и на македонски да го почнеме. Дополнително. Прашајте го Јосиф. Прашај го, ќе го промовираме, да. Ќе Ќе го испромовираме сето тоа. Се надевам дека ќе ви биде интересна оваа рубрика која што од наскоро ќе ја гледате и во утринското шоу. Се разбира заедно со нас и со Јосиф. Јосиф, ти благодариме и да се дружиме за убави работи. Беше убаво да ти имаме за почеток. Ако имам некоја мака, викендов Еск Јосиф, важи? Да, на Инстаграм. Сега ти имаме тука близко до нас. Да, супер. Одлично, ти благодариме што го започна утрото и со нас.